Денеска е првиот ден од стапувањето во сила на забраната за користење на мобилни телефони и слушалки при преминување на улица. Може да бидете казнети до 40 евра ако зборувате на мобилен, носите слушалки или правите скрол додека минувате на пешачки премин. Ова важи како за пешаците, така и за велосипедистите или оние што возат тротинети. Забранета е употреба на сите електронски уреди што ги расејуваат пешаците. Новите законски решенија се воведуваат во насока на елиминирање на одредени навики кај пешаците и возачите на определени категории возила, меѓу кои пешакот е должен кога се движи по коловоз под услови утврдени со овој закон или кога преминува преку коловозот и велосипедската патека или велосипедската лента да се движи и преминува внимателно, без при тоа да користи електронски уреди, како што се слушалки во двете уши, мобилен телефон, таблет, смарт часовник или друг вид електронски уред, со кој би му се намалило вниманието додека го преминува коловозот и велосипедската патека или велосипедската лента. Според законските измени, од нова година казните за возачите кои поминуваат на црвено светло или нелегално паркираат ќе бидат построги, а тие ќе се фаќаат од камерите Safe City. Од 1 јануари идната година системот на Радар Блиц ќе испраќа казната за пречекорување на брзината на домашна адреса. Активирањето на Safe City ќе го зголеми бројот на казни, очекува професорката на правниот факултет Гордана Лажетиќ. Ние во моментов менуваме повеќе закони од аспект на Safe City и би рекла дека треба во јавноста да се разбие таа една заблуда дека веднаш на првиот прекршок ќе ви го земат моторното возило. Меѓутоа за повторници, за оние кои што безобзирно управуваат возило со брзина над 120 да речеме од дозволената, веќе е нешто што е возилото се претвора во опасно орудие. И тоа мора да биде одземено. Од Министерството за внатрешни работи апелираат да се почитуваат правилата во сообраќајот, бидејќи ќе има засилени акции со нулта толеранција за прекршоци кои може да предизвикаат и фатални несреќи.